Минатата недела, тие што сте во Телеграм групата, имавме две позиции. GBP CHF имавме, и имавме Audi Kate. Двете позиции завршија break even. Ако ме прашуваат од страна техничка анализа, бевме добри, значи се испоштуваа сите правила. Чакавме, значи, фокусирано среда да дојде. Чака Audi Kate и во четврток ја отворивме, значи тоа е само мал знак дека не скокаме во трейд туку така. Колку да видиме, туку баш чакаме онак да се спојат сите работи. Е сега, уште еден главен фактор што влија и на маркето е тоа, да речам, вестиве што се светски вести, случувања да ги кажеме. Може сте запознати, може не за војнава, али мислам нема кој не слушна за Израел и Иран. И со вчерашниот напад од Америка, што стварно се очекуваше дека ќе завземи страна од Израел, пошто искрено и треба да завземи, и треба за доларо да го држи така економски јак, со тоа што ќе заземи страна, ќе помага на Израел дали во муниција, дали лично и нормално со цел. И се минатата недела не беше Америка вмешана, да речем, кога ги отваравме позициите, туку беа Иран и Израел. И затоа, лично, моје мислење е дека цената консолидираше само ради тоа што имаме на прак е трета светска војна, да кажем, што нормално не одговара за никој или да се молиме да не биде така. Е сега продолжуваме и следнава недела да гледаме истите позиции, односно истите валутни парови. Зошто? Пошто техничката анализа, извинете, од страна на техничка анализа сме перфектни. Ќе започнем со GBP и CHF. Значи, минатата недела имавме engulfing candle, после ваков engulfing bearish candle, значи ваков момент на сел. Нормално следно е да продолжи тој сел. И од технички аспект и од аспект на тоа како функционира маркетот. Сега, кој што да се навратам со оглед на случувањата, минатиот викенд не остави надлучна свеќа, односно пимбар. Така да имаме потенцијали за ова недела да гледаме да продолжиме за сел. Зошто? Значи, цената е во зона на интерес. Дейли имаме, значи, преубав бериш ингулфинг, кај што влеговме, ние чакавме ретест, леговме. Е сега со овие, да речам, од овој момент, среда, четврток и петок, гледаме некакви pullback, односно враќање, ретест во зонава на интерес. Спор ретест, овие се спори свеќи, значи, заприметете, црнава колку е голема и долга, а какви се овие, да речам, мали пин барови што се враќа контра таа црна. Тоа е разликата помеѓу протренд и контратренд. Значи, ако сме протренд, што значи протренд? Да имаме, да сме во правец со големите таймфреми. Викли ако е бериш, сел, дейли ако е бериш, сел, значи то ни е доволно да гледаме, да знаеме дека сме сел и треба да продолжиме сел. Така да викли е бериш, дейли е бериш и затоа ги има ова јачина на свеќата. Значи, погоре е ова последнава црна свеќа, значи секош се појаки сел свеќи колку бај. Така да овде е тоа што кажувам за ставување на трендов, мал ретест, значи да се порамни, случувањава, значи да видиме кај сме, што сме. А сега одлично е што се врати точно во зона на интерес овој пимбар. Така да што би очекувал утре би очекувал да ни дај макар и engulfing свеќа да ни дај булиш. Од вторник натаму чакаме повторно, значи сел, односно чакаме знак за сел, дали ќе се случи не знаеме, но ако се случи знаеме што играме. Викли сме бериш, дейли сме бериш. Се враќаме во зона на интерес. Овде имаме отворен фервели геп. Кај што е еднаш ретестиран. Значи не верувам дека би одел уште еднаш да го ретестира, но ако го ретестира никому ништо. Значи чекаме реакција од тука. Кога одиме на помал таймфрем на 4 сати, чекаме pattern recognition, значи entry сигнал за да одиме сел. Така да остануваме со овој пар, пошто стварно ми е добро поставен. Значи, ова свеќа како пинбар не ја гледаме нешто, значи
дека може и нагоре, значи не значи дека не може и нагоре да оди, но со оглед на случувањата и сето тоа, знаеме во кој правец гледаме, знаеме дека ако ни дај некаков си сигнал, не некаков туку според правила, влегуваме за сел. Истата прикна со Audi На Audi завршивме break even. Ако завршивме break even, цана продолжи да оди надолу, односно во профит. На Weekly имавме слична Bearish Engulfing свеќа како и на GBP CHF. Овде, што ми е интересно, има некаква реплика. Значи, ова црнава свеќа, гледате, црна свеќа, онма после зелена, харами патерн, што викаме ретест, повторно црна свеќа, повторно зелена. Значи, ова е еден знак дека цело време маркетот се повторува. После ова зелена свеќа, ако се вратиме на свеќа назад, гледаме дека има црна свеќа. Значи, зашто не би било пак црна свеќа, она, истото да го повтори. Значи, копи пасте. Е, го чекаме тоа. Значи, логички гледаме лево, гледаме што се случува, го чекуваме истото. Трендо не е завршен. Значи, зборував уназад, овде фативме 2-3 позиции. Преминатата не изфрли за 0,2 и се појде сел. Иначе пред тоа имавме фатено 2 позиции. Значи, про тренд ни е бериш, сел. Викли ни е бериш, дейли ни е булиш. Арно, ама нема никаков проблем, ако ни е булиш, зошто? Да се најдува во зона на интерес и потребни ни се два таймфрейми за да гледаме сел. Така да следно што чекаме е 4 сати да стане бериш за да играме сел. Моментално е бериш. С чиме 4 сати викли бериш е доволен показател дека трендот е бериш, сакаме да видиме сел. Е сега, на 4 сати има овде отворен Fair Value Gap и има EMA. Она што сакам да го видам на овој паре, мал ретест, значи може во овој Fair Value Gap, може и пагоре, може чак и овој buy side liquidity да го собери. Тука ни е зоната на интерес, значи мал е buy ретест. Entry сигнал во зона на интерес да се продолжиме сел. Зошто? Оти овој пар има потенцијал до последниот викли лого, тоа е тука. Значи, се дур не ми смени на викли тренд мене, лично, јас сакаш што гледам викли бериш до оваа точка. Ако се деси да ни дај некаква свеќа на викли премувет, таймфрейм, и да го прекрши булиш да стани, тогаш никому ништо, се повлекуваме, не гледаме. Се дур не дојди тој момент, ние сега ќе видиме сел на овој валутен пар. Така да 4 сати чекаме ретест, на помал таймфрейм ќе чекаме некаква акумулација, брейк за сел. GBP CAT има слична приказна како Audi CAT, само што е counter тренд, односно викли е булиш. Имаме пин бар, што искрено ова е булиш пин бар, ali пак ќе се навратам со оглед на случувања што се случува. Тој пин бар го занемаруваме. Гледаме што прави моментално цената. Овде имаме прекрасен Evening Star, имаме Sale Push и овде нема успеано да собери овој liquidity. Се враќа ретестира во Fair Value Gap. Значи ретестира во Fair Value Gap и точно застанува свеќава на EMA. Кога тргаме и Fibonacci, тука имаме и премиум зона. Значи да не чкртам многу на чартов, имаме премиум зона, односно продаваме на скап. Кога одиме на помал таймфрейм, на 4 сати чекаме некаква назнак. Она што сакам да го видам искрено, оне 4 сати, некои има од постариви од вас, што ме следите, 4 сати оној fake movement, да го собери овој хај и после да влеземе. Фактички го чекаме ние трапо да се деси, да нека сел назнак, она да испанича, готово пајџа ценава, да го почекаме тој паничен сел, да собери последен хај и да се продолжи долу. Значи тоа што го очекувам на овој валутен пар. Само секунда да исклучам телефонов. Овој пин бар искрено ми дава убо предчувство на уба гледка. Би се отворила цената, би пошла го догоре и продолжуваме сел. Така да, во зона на интерес на EMA, дели сме бериш, 4 сати е булиш, чекаме да стани бериш, викли сме булиш, но како што кажав, премногу сме горе во екстрим зона да речем, така да моите очекувања за овој пар се сел. Ако не даде entry сигнал, знаеме што правим. Ако не, како што кажав, никому ништо. GBP NZD. GBP NZD
Ова ми е не секојдневна гледка мене, значи овие свејчи со лкави викови. Кога гледам ваква свеќа со лкав вик, имам спомнато претходно, дека ако ми е нешто чудно во свеќа, односно да не е убаво поставена на неубаво место ваква свеќа се направи, следен таргет ми е овој вик да се потполни. Така да, плюс како дополнително, имаме зона на интерес на дейли, значи комотно може да се собере овој buy set liquidity, имаме психолошки левел, имаме зона на интерес, на помал таймфрейм кога одиме на 4 сати, значи да ни остави хај, тој лажен мувмент, повторно да собери, да одиме сел. Значи, чекаме ретест во зона на интерес, чекаме buy set liquidity и чекаме entry сигнал за да одиме сел. Значи, не влегуваме одма директно во трап, само што ќе пипне и да одиме сел, туку чекаме некаква назнака. GBP ауди, она што што морам да напоменам, GBP CHF sell, ако заприметивте, GBP CAD sell, GBP NZD sell, значи на три валутни парови различни, значи на три различни валутни парови, фунтата ни е sell. Кога отвараме и фундаментално да провериме во индексо, фунтата е bearish, така да ни се потврдуваат повеќе работи дека фунтата треба да бајže. GBP AUD, слична приказна како GBP NZD, значи чуден пимбар, значи ова е кантар тренд, значи да напоменам кантар тренд дали како што кажав. Гледаме моментално што се случува. Имаме на викли чуден пимбар, што чуден вик, што треба да се таргетира. Daily ни е бериш, значи последен хај имам и последен лоу. За тие што не зна, може слободно да провера како ги гледаме хај и лоу. Значи, виков не го сметаме, ми треба Kindle за да ми биде последен хај. Така да, технички сме се уште бериш, односно играме сел. Се што сакам? Значи, сакам да се случи ретест во зона на интерес, имаме психолошки левел. На 4 сати може да собери хај, може да дојде до зона на интерес, да направи трап, да го собери повторно тој хај и да продолжиме долу. Останува да чекаме, значи останува да видиме што би се десило, се што е од страна на долар према европскиве парови ќе биде малце комплицирано од причина што Трамп ќе зборува сега во 4 сабајле, значи вонредна состојба има викнато, така да парови што се Америка, Австралија и Европа ќе биде баш волатилни ако ме прашувате мене. Но тоа нормално зависи од состојба што ќе се случува со војнава и тоа што ќе изјави Трамп. Така да понеделник не го тргуваме, мислам, Ептен треба нешто да дај да влеземе во позиција. Значи, се што треба е да чекаме малце на страна. Во 4 сабајле има вонредна состојба викнато вести. Ќе прокоментираме за вестите. Али мора да бидеме предпазливи. Така да, ова е GBP Audi плюс екстра уште еден четврт пар кај што фунтата фундаментално и технички треба да паѓа. NZD-USD, минатата недела го анализиравме, коментиравме дека после овој пимбар очекуваме сел, тоа и се случи. Значи, ова исто кантр тренд. Добивме екстра engulfing bearish candle. На daily немаме нешто екстра посебен патер, но има брейк. Значи, овој лоу под овој, ова де не е лоу, туку овој лоу и следен е овој лоу. Се што би чекал. Пошто имаме два пати брейк на структура на 4 сати, два пати ретестан fair value gap, значи може повторно да се врати ценава, да собери buy set liquidity, да ретеста зона на интерес и да продолжи. Или оно што сакам да го видам, да ја пробуши оваа зона, Да, да ја, да, да ще легнем со вас. Ја да ја пробуши оваа зона со следен engulfing, да не дај ретест, да ја продолжи сел. Значи, тие се две опции. Да имаме ретест мал во зона на интерес, во fair value gap, или да имаме екстремно голем пуш, да се врати, да ретесте, да продолжиме сел. Евро NZD, Евро NZD, ова е многу волатилен пар. Искрено, скоро е на пола од трендов што треба да бај. Нова свеќа кога гледам со ваков вик, значи завзела голем моментум за бај.
Онма барам на помал таймфрем некаква причина кај ќе можеме да влеземе, односно да најдеме точка што би била окей за да влеземе бај. Значи од овој момент не можеме чисто само да влеземе бај, нема доволно да имаме ни риск реворд, не сме ни убаво позиционирани. Оно што сакам да го видам на оваа свеќа, ако тргне директно горе и не ретеста овој fair value gap и слегува надолу, ја тргаме од фокусот. Зошто? Пошто опција 1 е да ретестава овој fair value gap, опција 2 е да ретестава долниот fair value gap. Ако ретестава долниот fair value gap, значи тука имаме зона на интерес, имаме психолошки левел, од тука можеме да бараме комотно buy. Ако не ретеста од овој fair value gap горе, односно овде имам пишано фокус на market open, значи кога ќе се отвори маркето, дали ќе појде директно цената горе, ќе акумулира па ќе слегува долу, или ќе се врати на ретест. Значи ако појде директно горе, нема што да гледаме, оставаме за овој викенд. Ако појде долу, овде имаме доста доволно причини да бараме бај позиција. Тука е EMA, ако паѓа цена во EMA се стои, значи тука се подзголемува малце, че имаме ретест на EMA, че имаме ретест на Fair Value Gap. Викли сме, како што кажав, ова за вземање на моментум за бај е одличен показател, така да би ја таргетирал овој хај овде, односно body candle од ова свеќа, телото од свеќата, така да затоа имам пишано фокус на market open. Euro GPY ретестано има на weekly fair value gap. Што значи то? Искрено, не дека не може одавде да продолжи само бај, може и тоа да се деси, но што ми дава впечаток дека овде имаме друга зона на интерес ако продолжиме наваму. Имаме weekly fair value gap. Се што сакаме да ни дај daily bearish, значи зошто daily bearish? Пошто сме extreme bullish сега. Мора цената, не може по секоја цена само да оди нагоре. Значи мора да ретеста, мора да затвора отворени fair value gap-ови. Значи мора да си најде точка на интерес да пипни, да смени правец, за да има баланс во маркетот. Не секојаш цената оди само стрикно. Се случува да оди стрикно горе, но се ретки појави или појави кои што ги имаме сега. Така да верувам силно дека еврото ќе паѓа, пошто назад месец два почекаме да паѓа, баш имавме и позиција, мислам на еврото или на фунтата како беше према доларот. Се овде е према јапонскиот јен, но евро како евро индекс мора да оди бериш, односно треба да оди, не мора, но треба да оди. Така да би очекувал отварање на викли кендело, на викли свеќата, да оди нагоре, значи тој фейк мувмент што кажуваме, тоа креирање на викли вик и да продолжи надолу. Чекаме момент на прекршување на структурата, односно да смени правецот. Ако смени правецот со прекршување на структурава, ни дај ретест, ние играме сел. Ево од USD, слична приказна има со која беше NZD USD, мислам, да, слична. А од USD USD има слична приказна. Што чекам тука? Значи counter тренд е ова. Викли имаме интересен evening star од зона на интерес, имаме ретестано психолошки левел. Ова е вид на акумулација. Сега за таа акумулација да не биде успешна, односно знаеме дека цената треба да ви сел, како што е последна свеќа, сакам уште една свеќа да се крие така, со engulfing, да ни дај брейк под оваа зона, ретест, сел. Со овој брейк, не само што ќе брейкне зона, што ќе брейкне овој лов, ја брейка и EMA. Се што треба почекаме после на помал таймфрем, е 4 сати акумулација овде, ретест и нов показател за сел. И GBP USD, значи фунтата ние што спомнавме во претходниве валутни парови дека фунтата треба паѓа. GBP USD имаме преубав engulfing candle на daily, на weekly имаме исто engulfing candle, сега тука е заглавена во зона на интерес кај што има потенцијал да реагира и доди buy. Затоа што чекаме, значи овде fair value gap има ретестано. Сакам искрено понеделник да се отвори, да ни даде engulfing candle ваков, значи конкретно ваков engulfing candle, видливо да знаеме дека се турка цената надолу.
вторник, среда да ни ретестам или вторник да ретеста и од среда натаму да отвараме позиции за сел. Ако ни го дај тоа, прекрасно. Значи имале шанса да сме во патувањето за сел. Ако не, никому ништо. И она што гледав искрено, со оглед на дешавкиве, да видам што би се случувало со нафтата. Нафтата треба да расти со оглед на случувањава, треба да расти по секоја цена. Овој ми е бај момент, значи некаков си бај момент на овој кендл. Имаме брейк на EMA, кога одиме на дейли гледам дека имаме брейк и на хај, имаме брейк и на зона на интерес. Кај ше ретестано. Е сега, би чекал некаква си акумулација овде и да пукни нагоре. Така да, ако немате тргувано нафта, злато, значи секогаш кога има војни, се нафтава е стрикно башто Иран е инволвиран во нешто, затоа нафтата треба да расти нагоре. А златото па секогаш кога има војни, кога има такви работи, секогаш да речем инвеститориве и голем дел на луѓето, да речем, бара некаков сигурен асет на инвестиција. Значи секогаш кога е на раб војна или не дај Боже трета светска, сите бара за солниште во еврото, така во долар, извинете, во ајдеш, во еврото, во долар, во златото. Така да може да се деси некаков си мал ритест на зонава на интерес, значи овде имаме некаква се акумулација, има head and shoulders, така да опција 1 е да акумулира средства и да оди бај. Опција 2, зависно од тоа што ќе го кажа на вестиве да што се случува, значи може екстремно да, пошто сега маркетов е затворен за злато, викендов имавме напад од Америка на Иран, сега имаме добро, со тоа 4 сата вече ќе биде маркет опен, се може комотно инвеститори, банки, значи може цело време да стакова позиции. Како би изгледало тоа? Лонг, 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 лонг. Значи цело време да се стакува овде позиции. Со оглед на нешто што би ескалирало многу. И што ќе се случи, отвара маркет отвара и ние гледаме свеќа преголемо. Или некој што има супериозна информација, поиќе од нас, ќе ја задржува цената, акумулира и се дешава тоа. Така да тие се две опции што може да се деса на златото. Ова што сакам да ви го покажам за фунтата, ова 6B ги имам покажувано, значи овие се индекси, односно позиции на ритейл трейдери, како што сме ние мали трейдери, и на institutional, односно банки. Така да ова плава линија е позициве на тие големи играчи. Чиме долу значи бериш, секош. Ова ми се одзумира, значи бериш сме на код репорт. Институциите се бериш на индексов на фунтава. Тоа ни дава екстра назнака дека фунтата треба да паѓа. Кога име сезоналити, од овој момент, ова е предвидување кај би одела цената. Значи, ова е на daily time frame. Од овој момент се очекува екстрим бериш, значи екстремно паѓање на фунтата. Не мора да значи дека по секоја цена вака ќе биде кој што е представено. Значи, овде кажува дека ќе оди нагоре, паѓа, ме разбирате? Али овде прикажано е екстремно дека ќе оди нагоре. Тоа екстремно изгледа вака. Така да, ова нема вакамо да биде, може и да биде, но знаеме дека поиќе работи укажуваат на фунтата дека треба да паѓа. Така да од техничкијата анализа, технички аспект, од фундаментален аспект, од се тоа што имав јас да кажав, ако има некој нека се приклучи слободно, нека сподоли нешто ако сака, нешто ако не е јасно, слободно прашајте. Така да, толку имав јас за зборување за маркетов. Слободно пуштете микрофон и прашајте. Сам да иширнам вестиве.
Ова е закажано сега, Президент Trump Speaks. Значи во 4 са бајле, кај нив 6 сати уназад е. Во понеделник имаме на еврото накакви си значени вести. Се до среда, односно да, Фет имаме во среда. Во среда може да биде волатилен маркетов. Значи, ова кажувам базирано на вести, а базирано на тоа што се случува, останува да видиме. И ке ти имаме CPA во вторник, така да ќе имаме голема волатилност ова недела и верувам дека ќе се позиционираме добро и ќе направиме некој денар. Така да тоа е тоа што имам јас да кажам. Ако немате прашајна, кај гледаш за индекс? Индексот ми е клаен, имам замено да речам кодој од програмерика што има замено код репортот, тие код репорт е светски аналистики кај што поминува сите трансакции, сите позиции и се останато. Така да тоа ми е директно во TradingView клаено, да речем како код. Ако си заинтересиран, пиши ми приватно, ќе ти пратам секако. Тоа е следењето на институциите и на оние што се ние мали трейдери, кај ни се позициите, значи што гледа институциите, кој тренд се оти техничка анализа, да речем со институција се некојаш се коси, пошто свејчиви што ни се појавува се базирано на тие трансакции, да ја кажам, на тие брзгување на пари, се не секогаш се исти. Ме разбираш, тие технички анализи на полен таймфрейм се многу манипулативни. Се на дейли, на викли не може да биде толку манипулативни, затоа ние тргуваме такви свинг позиции. Така да има некој косење, затоа се овие како показател, како помош, онако земам како екстра confidence да речем, но не е по секоја цена да се закачам во нив и да не гледам ништо друго. Дали има прашање на некој? Не се, значи, не може да се страмите слободно ако имате нешто или да споделите слободно. Ако не останува да видиме што ќе се случува во маркетов и во светов. Тоа е тоа. Ако немате прашање или ако ви текни нешто, слободно прашувајте. Пишете ми мене лично. Останете фокусирани, не влегувајте многу во позиции, не алчете за, да речем, за пари, пошто сите сме дојдени за пари или на момент на вакви работи треба да бидеме предпазливи и рацете настрани да гледаме. Значи да не сме во трап, да не сме по секоја цена во маркетот, да си заштитиме капитало. Ве поздравувам, убав остаток од викендов и се гледаме. Поздрав, братче. Се слушаме. Поздрав, поздрав.